Знаеме ние дека во Струмица и Струмичко командуваат неколку фирми. Не работам обично по директива. Не сум овде ни по ничија директива, но емоциите ме понесоа и сакам да бидам ваш глас. Глас на оној кој е незадоволен од политиките кои се прават досега. Глас на вас кои ќе се бориме за гола екзистенција ова зима. Сакам, а не знам кого и да просвам. Прво Сафир ќе го прозивам Сафир. Сафир е Още пише Тони от то. От Прстиково, Тито, ще го викат. Орце. Максу Дорце от Муртино. Така. Добро. Трябва да и кажете, бе. Тие си му не волят тук. Во Муртино имаме неколку откупувачи. Има Орце, Макс, нека е жив и здрав. Нека е жив и здрав. Јас нема проклетство да фрлам врз него. Никој од нас не е... Слаби сте сите селаци. Колку народ има у сите села. И тоа не е најважно. И еден да е. Ако е на вистинската страна, вистината не е на број. Вистината не е на пребројување. Вистината не е на гласање. Тоа не е референдум. Гласањето може да биде за друго прашање, но не и за вистината. Вистината никој пат не смее да биде ставена на гласање. Ова што човекот го рече за да ги прозва, навистина ми е жал. Јас секого прво кренувам од таа предпоставка дека човекот е човек. И никој пат нема да перам со прст во некој ти си виновен за состојбата во која сите ние се наоѓаме. Тоа е, како што реков во почетокот, една системска недоследност. Сведоци сме дека министерот даде усен договор, усно ветување, дека нема цената да падне на 30, испод 30 денари. Но сведоци сме и на тоа дека вакцинерите уште утредента почнаа да вршат притисок со несобирање. Тие тактики ние ги знаеме. 35 години истата тактика. Не собираме еден ден и јасна е работата. Нашиот пипер скапува по нивите. Оваа година може би и ќе скапе. Иако не верувам во тоа. Нашиот пипер не е компјутер, па за да стои за утредента. Нашиот пипер треба да биде валоризиран со цена на која ние ќе имаме достоинствен живот. Ви благодарам. Разбира тия години. Разбира. Денески ти каже 30 дара, утре е 20. Добро е што сте забрани во овој број, но потребно е многу помасовно на повеќе места да се блокираат патишта во поголем број и повеќе време да трае, по 3-4 часа, па и повеќе да ости државата дека вака повеќе не може да продолжи. Причината за која што сме собрани овде денеска се ниските откупни цени кои што министерот со откупувачите и Сдруженијата земјоделци ги договорија усно, но како што кажа претходниот не се поштува ниту еден ден. Значи беа договорени 30 денари,
после 2 дена се 25 и другите класи сите пониски. Значи ништо од тоа не се почитува. Тоа според мене се договори тоалетна хартија. Уназад 30 години и за лозјето и за другите култури што се творат се договори тоалетна хартија кои што немаат никакви обврски, никакви казни. Тоа треба се прекине. Повикувам да има помасовни штрајкови во многу поголем број и лозарите да се придружат и сите земјоделци и оризарите, бидејќи земјоделието како што ми стои оди исто како и сточарството да пропадне, бидејќи не е рентабилно. Затоа повикува помасовен број и да успееме да направиме договор кој ќе биде црно на бело со документ кој ќе ги обврзува откупувачите, фабриките кои преработуваат, да се почитува тој договор. Значи, ако постигнете минимална цена прва, втора, 30, да се почитува до последен килограм, до ноември, декември кога има, а не кога им тегне на фабриките. Исто да нема прекини во откупувањето и да ги има сите класи. Ако има прва класа 40, до крај да има 40. Прва, втора, до крај 40. Втора, исто и трета класа. Да нема никакви прекини, никакви мајмунски работи. Бидејќи тоа ги знаеме 2-3 дена откупуваат, демек нема пазар, ќе намала цената и пак ќе го земат пиперот поевтино. Тоа го знаеме веќе, сите земјоделци го знаат. Затоа потребно е договор да се постигне црно на бело со документ за кој ќе стои државата, владата, судот, значи кои цени ќе се постигнат не знаеме. А ако не ги почитуваат фабриките, да има големи казни. Да не им дојде на ум повеќе да го прават тоа. А ако не го почитуваат тоа, фабриките, како ДМГ и другите преработувачи, една година да бидат затворени. Така е, ќе преживееме. Како бидат субвенциите? Една година да бидат затворени. Некои ќе се прашат каде ќе го дадеме производството. Па државата ќе го плати. Нека остане во нивите. 50.000 тони пипер, да кажем, имаме црвен, по 40 евроценти, по 25 дена и тоа се 20 милиони евра. Не се кузна колку огромна сума. Државата може да го плати тоа, но треба да се стави ред. Не може кога как сака. Дали што е намалува цената, има некоја причина? Дали некој отвори каже има причина? Дали Ајваров што го подаде поевтин? Дали другите превоз се поевтин? Не. Па зошто го намалува? Зошто го намалува? Значи да си ги подначе водите. Или има договор со владата, ги спонзорира. Значи нема никаква причина за намалување на цените. Ќе го зима пиперот, но за ефтино. Нас не ни изплатува, не е рентабилно. Затоа треба договор, како што кажав, не тоалетна хартија, црно на бело и строги казни. Не се почина една година затворени фабрики. Државата ќе го плати пиперот, па и други култури што остануваат. Макзинерто неки затвори. Исто 2 км. Како може државата за почитаните да отделува секој година 500-600 милиони евра за плати? Така е! Така е! Кои што плаќаат данъци, го полнат буџетот, ја движат економијата, купуваат машини, на се има данъци, значи се полни буџетот. Што имаме ефект од буџетарите? Од 150.000 буџет, што имаме ефект државата? Само да се задолжува со 500-600 милиони евра и кога ќе одиме на службите, пак да добиеме услуга. Привели, дојди после 2 дена, после 2 дена одиш, пак не е готово. Кога ќе работиш или ако е некој работник, ќе го извади од работа, 5 пати доводи за еден документ, па за друг, па за трет, ќе го извади од работа. Ама тие оживаат, сигурно дека ќе им дојде плата. Се задолжува државата 500 милиони евра, ќе добијат плата. А ние од кој ќе добиеме плата, ако не се трудиме да произведеме? Значи не се многу големи пари, ако се затвор фабриките. Уопшто да не ги загрижува земјоделците тоа. Државата ќе ги плати и ќе биде гарант. И секоја година треба да ја така. Браво. Така е. Не треба посебни закон. Тоа е подзаконски акти, односно правила. Нека биде постојни за закон. Подзаконски правила да се почитува, ништо повеќе. Како ќе се договори до последниот килограм да биде така, а не кога ќе им тегне,
полни, све немам потреба, после пак ќе го земат до крај, но ако е 20 по 10 ќе вземат. Тоа го знаат сите земјоделци. Ова година претера, уште од почетокот. Многу ниски цени. Другите години беше околу 15-20 еври диновува цени. Ова година претера. И треба да се стави крај на тоа. Со договор кој што ќе има големи казни и државата ќе стои за тој договор и ние самите земјоделци. Друго да ги прашам земјоделците за подолгорочно решение на многу проблеми во земјоделието. Јас имам право на земјоделска емисија на Канал 5 и кажам дека земјоделието во Македонија постојат само земјоделците кои што сами се трудат, не штедат средства за било што да произведат поквалитетно, по голема количина, да има добар готов производ и од друга страна се само субвенции до државата. Ништо друго. А гледаме таа политика на субвенција погубна. Немаме ефект. Со 1000 евра јас ако добијам, имам 12.000 евра трошок годишно. Што ми покрине тоа? Ништо. Не ми се потребни субвенции. Треба да разбере народ дека тоа е аливи на владата. Да кажа само, еве, ги помогна земјоделците 50 милиони евра, 100 милиони евра сега година клучуваат, но ефектот го нема. Исто како со сточарството. Стоката се намалува, грлата се намалуват, млекото е поевтино, а овие преработените производи, јогурт и млека, сирне, водат многу повиски цени. Треба да се стават да има ограничена заработка на се, како тоа млекото 20 денари, еден јогурт 200 грама што има и 50% вода, 20 денари. Па тоа е мафија. Така е. Не мора да си многу паметен да го разбереш тоа дека тоа е монопол. И сите си исти. Исто со откупувачите. Зошто нема конкуренција? Да кажеме сега 20 денари. Зошто нема некој 20 денари? Има 23. Сите си исти, значи договорено монополско производство, односно мафија. Тоа е тоа во Македонија. Тоа е тоа. Затоа е потребно многу повеќе вложувања. Јас ако се прашам, субвенции воопшто не се потребни. Овие пари многу понато може да се искористат. Добро, не кажа го друго нешто. Отварање фабрики. Ние велиме земјоделска држава, како само земјоделска, али има фабрика за ѓубре, за најлон, за препарати, за семе. Немаме едно семе хибридно произведено. Ние сме треба да ни е срам да кажем дека сме земјоделска држава. Немаме ништо. Само ние сами да се бориме и сега сме овие откупи значи ако продолжи друга година така ќе настави исто како сточарството. Да ги напуштиме оружените, оди не може да губиме најлон. Затоа повикувам на помасени штрајкови, на повеќе места, колку што може земјоделците по 2 сата, по 3, за да се осети. Главни патишки блокирани. Моментално бараме 30, па и повеќе треба да биде. Оваа суша, овие поголеми, 35 да биде прва и втора и да нема повеќе класи. Само прва и втора и трета класа шкаф. Бидејќи во прва и втора се преработат на прават, најбри други преработат. Не оди ништо на страна. Се оди по таа цена, а не како купуваче, ово е помал, не е за 20, ово е за 20, ово е за 18. Само прва, втора класа 30 денари и втора класа или трета шкарп 15. И исто треба да се повеќе сметка и за изводот. 30 дена, сега 30 денари, тоа е срамота. За извоз 30 денари. Па ако не може да најдеш за извоз 50 денари или 45 најмал, не откупувај. Ќе го плати држава, нека остане на нивите. 30 денари за извоз. Тоа е срамота. 30 динара гледаме и Ама не ти го не зима. Тоа е. Да ги прашам се да се оди собрано за подолгорочно решение, односно решение. Дали се спремни да формираат земјоделска партија? Земјоделска партија која ќе ги брани нивните интереси. На кратко што ги кажат јас. Не е друга политика, тоа е потрајно решение, не е договори туалетна карта. Дали се спремни како што да поделуваат држава
државата 2% од приходот, за земјоделска партија додан 1%, за да се финансира, да не зависи од некој да биде компрометиран. 1% од целокупниот приход е доволно за да биде силна земјоделска партија, да може да дојде на власт, да ги смени овие работи, да биде земјоделец како што треба. Нема инвестиции и други. Дали сте спремни за земјоделска партија? Дали што ќе ги застапат вашите интереси без одржања, кои што некои се прибрзуци на главата за водат коска за некоја пара, тука да биде независна, само финансирано самите земјоделци. Самите земјоделци да бидат финансирани и да се продуваат нивните бариња. Слушаме, нема потреба. Не, отима и на страната има. Дај му. Бидеме дивки, ќе се слушаме. Треба да чува народ. Народ треба да чува. Народ треба да чува. Господине, ако викате погласно од сите нас, нема да се слушаме. Треба да те чува народ. Ја денеска сум со вас за да ве чујам. Ајде да видиме што. Ја би ве замолил за трпение. Јас не говорам веќе, ти говори. Ја ве молам за трпение. Баравте ја да бидеме еве. Поздрав, ајде. Ето. Тук сум напротив. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани земјоделци. Абе и нек ни кажате и почитувани државници. Дај да чуваме што ќе кажете. Вати сира. Дајте сега. Ајде застане мај се. Застани. Застани сега. Да видиме как сме излажни, што сме излажни. Што викна? Најпрво, ја би сакал да ги видам во првите редови сите вас, младите дечки од Муртино кои ќе го организираа ова. Тук многу ми е важно да тие деца бидат овде, не ги гледам мене. Ајде организатор дека тоа. Ајде. Ајде Антонио. Не не метни темата друг се. Не не метни. Нека. Точи Алексио. Каде е Борис? Борче дека. Дека дојде. Ај Борче. Борчи дека Бор. Столе јало бе. Еден од Борче е тука, другиот. Јало. Дека Антонио. Точи некој ли? Да, Борче може. Не случајно Басе јало. Бидејќи со нив се водеат директните преговори за цената за ајварката. Не слушал. Благој, јај тук сите Муртино, јај сите. Сите лај. Ја би сакал таа млада сила да биде овде, бидејќи они се поборници на земјоделците и ми е особено драго што со нив преговаравме и сакам да бидат овде за да го продолжиме тој разговор. Дека Борис. Каде е Борис? А дај микрофон. Борис иде Борис. Па дај му микрофон. Борис иде бе тука од зад јаро. Дај му дете. Што не му? Тоа булгарно. Дај му дете. Микрофон не. Ме барам за прво да фатиме рака, зашто фативме рака и на последната среда. Добро. Вие бевте силата и енергијата која што поттикна ваков тип на настан, кај што со право и ве подржуваме кои земјоделци го изразувате своето незадоволство. Знаете дека остваривме повеќе средби и на истите средби максимално се заложивме и вие останатите институции за да најдеме решение. Ако ме баравте, еве, тука сум да се слушам, сега ако се прекинувам, мислам не е во ред. Подршката која што ја побаравте од нас, еве денеска повторно ја даваме на овој настан, односно овој протест, каде што го изразувате своето незадоволство од откупните цени кои што наводно се во откупните центри и проработувачките центри. Не се наводно. Дозволи. Ако јас зборувам, те мога, после ќе се слушнеме сите. Во изминатиот период, Државниот инспекторат за земјоделство тука е и директорот и 6 инспектори со нас, кои секојдневно беа на терен. Дека влезеа, дека те питаме дека влезеа. Деца, не така прекинуваш. Ние се огледуваа ситуацијата. Ја мислам дека
културно се разбравме ја да зборувам, после повелете вие. Вака немаме дискусија, имаме надвикување. Тоа не е Министре, джаба зборувате, не се слуша, затоа се надвикувате, нема микрофон. Кој слуша на тебе? Ама дај му го микрофонот. Не сак чепи микрофонот. Знаете дека седнавме на маса, разговаравме. Вие ги дадовте вашите барања, јас се јавив во овој процес како медијатор, представник на државата, ресорен министер, да земам обврска да преговарам со преработувачките индустрии. Преговаравме, дадоа конкретна понуда и после состаноци петок, сабота, недела и понеделник, во вторник овде дадовме изјава дека пиперката ќе се откупува по цена прва класа 40 денари, прва, втора класа индустријска 30 денари и шкарт 15 денари. Тој договор кој што го постигнавме со вас и преработувачите и откупувачите стапи на сила веднаш наредниот ден. Значи, овие шпекулации од стилот дека ни еден ден немало откуп, ги отфрлам и одговорно тврдам Како тишина, што тишина дево? Што се кажеме ние кажеме. ден нема. Државниот инспекторат е институција во склоп на Министерството која што врши увид и констатира неправилности во делот на работењето. Овде инспекторот, директорот се извинува, може да даде изјава и да каже дали во инспекторирањето во изминатите 9 или 10 дена колку се одржува инспекцијски надзори има констатирана неправилност. И тогаш давањето на изјава пред медиуми, заедно со сите вас, кажавме и побарав максимално да се почитуваат правилата кои што беа поставени односно класификација на пиперката, за да можеме да го задржиме квалитетот и да добиеме соодветна цена, бидејќи тие кои што реално вложувате во земјоделие и применувате повеќе агротехнички мерки и давате повеќе трошоци и имате повеќе расходи во производството, не се исти со оние кои што одат на минимален квалитет и на крај да ви го вреднуваат трудот исто. Значи зборувам од аспект не како ресорен министер, зборувам од аспект на земјоделец, бидејќи јас самиот произведувам лозови насад, односно грозде. Така е. Значи сакам да сватите дека јас, Министерството, градоначалниците и сите останати релевантни институции од самиот почеток бевме со вас и денеска повторно сме со вас за да дадеме подршка. Добро, ајде тишина. Побаравте министерот, градоначалниците да бидат тука. Тука сме, за вас сме. За државата, за народот. Вие сте државата. Ова што се случува, односно кој го пријавивте и денеска изразувате незадоволство, ние денеска исто така излеговме на терен, моментално доаѓаме од неколку откупни центри. Ние излеговме како надлежни институции да погледнеме... Тоа е од првиот ден. Инспекторите се на терен од првиот ден. Ама што инспекторите? Инспекторите не, што инспекторите се бејци, значи база лаже. Значи база лаже. Вас нешто не лаже. Инспектор. Јас како министер функционирам со повеќе институции, од инспекторати, од да не ги набројувам. Ја нормално дека имам доверба во тие, бидејќи тие луѓе се ја представуваат државата. Тие се за народот. Она што го зборуваше господинот сега. Иако овде во вашата најава мислев дека ќе зборуваме за пиперки, дојдовте и до политичка партија, а дечките се окрадија дека нема политичка партија. Во ред. Ама овде имавме друга изјава. Ета. Во ред. Така да. Сакам да кажам дека инспекторатот е тој кој што инспекторира и гледа. И ние имаме доверба, излегуваат на терен и даваат реална состојба што се случува. Вие како земјоделци имате право да интервенирате и да пријавувате состојби доколку сметате дека има нарушување на тој договор. Тој договор го постигнавме со откупувачите и Македонската асоциација на преработувачи. Ти нели знаеш што ти беше договорено да се почитува се додека имаме пиперка и квалитет на пипер. Затоа апелирам и до земјоделците
соодветно да го класифицираат својот пипер. Види дека ти си. Мајди си да. Цени кои што треба да бидат платени согласно договор. Доколку има било какви неправилности, рековме дека ќе реагираме и ќе влијаеме. Значи состојбата каква е? Секојдневно од терен добивам информација. За вас, господине, јас како ресорен министер не можам да бидам само во Струмица. Има други градови и региони во Македонија, кај што има и Грозија, и Орис. Да ти дам на терен. Јас мора да дам реплика. Не, репликата давате, ќе дојдеме. Ти не можеш да видиш министер од Цветникови. Да. Јорче продава си. Што продава? Моја страна. Следат сите состојби и добивам информации од дечките кои што беа засегнати во овој процес. Не само сите сме засегнати. Сите сте засегнати, тие беа вашите представници кои што дојдоа, еве го Борис, со 4 листа подписи. Претпоставувам дека он е соодветен за да преговара за вас. Добро, што дали се почитува договорот од вашите прикупни инспекции? Дали се почитува договорот с градот? Не се почитува и точка. Беше договорен. Констатиравме дека се почитува на места во откупните центри. Лажеш ти? Лажеш ти кој праш милиони туку? А кој праш милиони? Не ке стран. Застребаш ти. Кој има? 20 денари ти купе. 20, овој секој откупе 20. Има ситуации, значи јас и вчера и некија. Господине, дали може да се слушаме? Ама не те слушам како ти лажеш. Не може да говори човек. Лажеш, дечко, лажеш. Мислам, нема реплика да правиме. 20 право човек. Добре, ево право. Дали може да се слушаме? Ова состојба со пеперката секогаш има нешка страна. Ние сме денеска овде да видиме на вашата страна реално трудно на земјоделецот да се плати. Должни сме како држава да го следиме откупот во откупните центри и во преработвачките за да имаме точни информации што се случува и дали стоиме на договорено. Не стои, 3 дена е било само. После 20. И толку. Не се почитува. Јас отидов денеска, како што ви реков, колку е на цената? неколку места, цените беа 30, 20... Ето ти 30! Ама овој си не што да те слушам. Оди си. 42. Не е точно. Не, не, уж друга ден не сте. Ние имаме да казвам кој 10, кој 20, кој 30. Што там може? И платат за истата не каже. Си ще го отпреди 30 да прави плата. Ние се не се плата. Ако имаш улица, фото и магазин, ние се не се плата. Може да не дават. Министре, сада тук да се му одобрете. Чекай. Министре, сада тук да се му одобрете да виж колко от цената. Пиперот, кој што се носеше таму, беше соодветен на класа за души апарат. Че беше и првиот сантиметар од 14 до 12 до 10. После извини само изгиси камера, така ще вика ищи курат. Прът тено ти бяла ищи курат. Не, точно. Јера прва клас, не носам прва клас. Защото 4 издарни байка 4. Има там што гледа. Че може се наше проблем. Јас знам што кажи. Вие, има, да не откупу. На тие цени не откупу. Значи момент, ајде се слушай. Значи вие ќе оде во прием да откупува пипер на 10-15 нара. Нека оде. Значи ние не го дам спе.
Нека затвориш магазините. Ваше право, и я не бих дал. Значи ние сме от старт 10 динара сме, во натре што ще постигне производството. Как да му давам него 20 дана? Жално, момент са, жално. Значи, ако сега се реши проблема, държавата може да реши проблема? Да. Нема почва. Ема трябва да магазин. Не взема и пари от държава. Аз нямам пари. Он не взема на милионски суми. Он не е събрал от бронзите пари или от дедници, или от тиквите да направя фабрика. Он е само от държавата. Ние сте някакви началко да ми каже, Сашко, я ти 100 милиона, направи фабрика мусор. Що я съм? Жално за тази народ. За тия деца жално, те ми сега, те ми те да викам. Вие си, да се явам на Йота да ми кажа, това е български паша за 20 души. Това те да го направя. Жално. Що се знака? Що се знака? Не, удобрейте му. Може го удобрейте. И ние вършиме контрола, дали работа съгласно закон. Трябва да ги отземеш ти лицензите и кажи. Значи лицензата се отзема, докато се констатират неправилности. Има неправилност. Само да се слушаме. Го дадеме сбор, бидейки в ова работа най-важна ни е контролът. Контролата, ние коя твърдам дека е на терен, вие твърдате дека не е. Няма контрол. ППР ми ода без пари. Само сакам да ме брифирам. Шок има теб. До 31 юли, 7 месеца, имаме направено до 740 надзори, от кои са изречени над 70 инспекcijski мерки. Издадени са опомени и наредби задължения. Значи во момента имаме 6 инспектори, што се постојано на терен, циркулираат. Ако имате одредени забелешки, пропусти, ве охрабрувам, контактирате ги, пријавете инспекторатот. Явно. Јас сум тука, секоја недела, секоја недела, јас сум на терен меѓу вас. Слободно пријавете. Канцеларията и вземаше. Ти дали виде некъде бележка да направя някой на прва класа 3 за нас. Инспекторот е тука, пријавете. Нема. Шест инспектори имате, господине, тука, што ви се Никой не е видял практично кой би Задръжиме нивото на разговор. има институции. Днеска сме тука, за да видиме цената, значи имаше 35, 30, 25, 20. Я не съм волу. Да се слуша. Значи днеска сме тук, за да разговарям, не да се надвижим. Министре, Я бев пред 9 дена, петок, самата бев преработвачите, недълги преработвачите, понеделник Скопие преработвачите, дойде във вторник. Само можем да заборим. Сега ще всеки магазин, ама че го тераш изпрати пред 2 дена. Не от днес. От 9 дена на От 9 дена те го изпрати сте и ти виждаш колко цена. Я рекох дека констатирам состојба на база на документите од Влага на ушите магазина Перело, Престика, Муртин. От тия 9 дена на те го изпрати са, не виждаш на колко пишат от тебе. На 20-15. Няма 30. Ви 30 как не Вие сте институция. Добро. Мир малко! Тишина! Айде, моля, да се стръпим. Чекай, дозволи. Я ве слушав без да ве прекинам. И мислам дека треба исто да го направите. И аз борам. Що постигнавате вие днес? Состојбата
е повеќе од алармантно. Тоа го констатиравме минатиот пат и затоа влегов во процес да помогнам. Моја обврска е да помогнам и затоа дојдов. Тоа што се случува, ве молам, тоа што се случува, ние како држава ќе го констатираме и ќе го санкционираме доколку е потребно. Тоа што кажевте вие, дека треба да се затвори клjuč да се стави. Тие се приватни фирми кои што или они решаваат, или ако ние констатираме ќе ги затвориме. Доколку се констатира нарушување, сега не ме слушате. Не ме слушате. Ти се правиш, Чего го изслушам? Во тој дел. Значи, Сони, да сме најасни. Главната работа е дека имаме состојба која што треба да ја надминеме. Една работа мора да констатираме. Оваа година има пипер повеќе од минатата година. И тоа е проблем. Квалитетот на пиперот кажуваат дека ова година е подобар од минатата. Деца нема. А цената доле. Е така. Ние сега треба да најдеме решение и бараме. Јас пред некој ден бев во Србија за да барам извоз за грозје, ориз, пиперка. Додека другите милуваат да пишуваат дека министерот се шета. Значи, ние како држава бараме пазар. Ја моментално како министер, кој што сум само месец време и 10 дена, јас сум затекнат со овие состојби, а вие ги знаете, секоја година ви е направено. Вчера разговарав со премиерот и со сите институции во влада, кај што сме сериозно заинтересирани да најдеме долгорочни решенија. Ова ќе го потврдат луѓето кои што беа на состанок. Дека по завршување на оваа сезона се надевам на задоволство на земјоделците. Ќе седнеме и веднаш ќе пристапиме кон барање на решенија долгорочни со цени кои што ќе ги дадат релевантни институции. Не може цена да дава поединечно секој кој што смета дека има познавање од пипер, грозје или вие имате, ама има други што целен инфлуенсери на Facebook пишуваат. И тоа, ама ја зборувам во реалноста, господине. Значи јас ако ме слушате во тој правец, не се прави за една минута. Таму треба научна фела. Сега дозволете. 18 ден, во Србија 36. Не 18 грози, 21. Не, брат, шие. Па тоа значи зашто манипулирате со информации цело. Ајде молам, не манипулирате со земјоделци. Застанете. Ако сакате да зборувам, ако не повели, застанете. Значи, тоа е стратегија. Да, се направи комплетно анализа и да се најдат производните цени од страна на релевантна научна институција. Сите ви, господине, дали може да ме сослушате? Една година ќе Не може да те слушаме, Дали може да ме сослушате? Што манипулираш ти? Што манипулираш? Ти манипулираш? Релевантната институција се знае која и како е. И вие сите кои земјоделци кои учествувате, кај што ќе дадете информација за да ги кажете производствените трошоци. Не презимаш. Веќе. Дали ме слушате? Абе не презимаш, што ти кажувам? Не презимаш. Ние ти викаме 20 динара пиперо, ти викаш Очигледно не 30. се разбираме, господине, со вас. Тенденцијата ваша е да се створи тензија тука. Така. А ја на овие луѓе и барам А ти решение. не си за министер. Фала. Не сте си. Во наредниот период, октомври-ноември, заеднички ќе пристапиме до извоѓање на цени и на решенија и наоѓање на пазари. Во моментот имаме проблем со пазари. Еве, ќе ги прашаме сите и ќе извадиме статистика. Србија пазарот е намален, Бугарија е намален, Босна е намален, Хрватска комплетно. Значи тука имаме веќе тесно грло кај пиперката. Не ме сваќате дека ги бранам другите. Тука сум со вас. Со вас. Бараме пазари ако ме слушате. Значи бараме пазари. А пазарот не се бара денеска кога пиперот е за берба. Колку од вас од Сабајле береа пипер? Ајде. Колку бере? Така. Еве, значи ја го знам тоа. Сакам да ми ја сватите добрата намера. Не сакам да попаѓате на провокации од одредени личности кои даваат подршки едно друго. Вас ви треба решение, луѓе. Вас ви треба решение, вас ви треба цена. Ама еве секој да и ќе бидам додека треба. Ние како влада ќе учествуваме во секој процес за преговарање.
за изнаоѓање на нормална и реална цена за вие ко земјоделци да добиете она што ве следува. Но ве молам да се базираме на факти кои што се издржани. Ве молам да не подлегнуваме на провокации и манипулации од трети лица. Овие млади деца за мене се живот. Зашо? Бидејќи и моето дете јас сакам да остане во државата. И јас сум производител на грозје и сакам да остане овде на своето опраште. Како вие што сакате. И затоа денеска барам од вас разбирање за да најдеме решение. Не со провокации, не со навредување и со одредени право. Говорот ми тргна по насока, ама веќе имам емоција за вас. Зашо? Бидејќи мојот татко 40 години работеше за земјоделство. И јас од мали нозе бев до него. И знам што значи за вашите деца. И вие мора да решите. Многу е лесно да префрлате, многу е лесно. Повелете, дојдете со мене па видете. А ми господине, ве молам. Значи, само Борис, те молам. Секој ден бев стрплив со тебе да разговарам и да разменуваме пораки. Дали беше така? Дали сите барања што ја патите до мене, ја? Ве молам. Дали сите барања? Така е. Затоа, ве молам за разбирање. Се што е во наша сила, ќе дадеме за да изнајдеме решенија. Верувајте дека не е лесно. Тука се игродорчалниците, стојат зад вас. Секој дневно имаме комуникација. Да контактираат со откупните центри, инспекторатот да контактира, останатите институции. Значи практично сите сме вклучени во процес. И вие сте чекајте говорите. Така, што дозволиете до сега? Молам да разберете дека тука сме за вас. Ние сакаме решение. Јас не дојдов да ви дадам подршка само за да стојам физички. Дојдов да најдам решение и дојдов да најдеме заедничка цена како што најдовме тогаш. Ако проблемот е со откупувачите и преработувачите, од утре седнуваме. Проблем е од них. Два рака не лаже. Нека проверат ако има цена. Ваша Ние седнеме на маса уште утре и да видиме каде е проблем. А јас со мојата фамилија што изтапакта нивата, не удек до нивата и да си одам дома за пер да има такова. Ја реков дека има квалитет. Не со да идеме у магазино или било дека. Добар ден, И се што треба ние кој држава ќе поставиме. Мој, значи не може да ме сватите. Јас имам говорен дел од белешките од страна на инспекторите и сега веб и се увери. Точно е дека имаме разговор. Не, но Нека доплатиш, дајте цената. после кај информација. Зашо е истиот всеки борчија кажа? Има се на Секунда и само што ова сакам да кажам. Тука се работи за друго. Значи, мрикта само не лежи кажа, добиваме информација дека имперот што се носи е соодветна класа. И во договор меѓу производителот и откупувачот договараат цена, во смисол. Еве, комплет, земете све, се договараме по оваа цена. Ако ми дозволите, значи ја не зборувам на памет, зборувам на факти, сега дојдов, бркнав во 3 преки случаи. Ова беа информациите односно дали овие две пипирки се исти. Одговорно тврдам дека е од една вреќа. Дали оваа пиперка овде е со квалитет? Ве молам. Да, не наштите се. Сакам да сватите, ја ве штитам вас за квалитетот на производството. Значи, вие морате... Матко, може да малку. Министре, ќе може ние да не се слушаме? Може сега. Значи, до сега ние ве слушаме, сега вие не се слушате. Ај, чекај Матко. Ај тишина. Само е момент.
Затова ти кажавам да се намалят класите. Много класи има, много са близко. Много са близко. Малко користат против нас. Ние го даваме, някой друг го я да лева. 5 динара, тя пуща на 3. Цените не ги определя. Държавата не ги определя. По-малко класи има. Държавата може да финансира делото на договаряне. Колко сметат? Аз ще вземам отговорност да седнете на маса заедно с преработвачите. Последната инстанция отдикажува дека преработвачите я дават цената на откупувача. Той откупува по тази цена и му ги предава пиперките от остароване. Доколко сметате дека треба, од утре ќе се договориме со Асоциацијата на преработувачи, да седнеме на заедничка маса, во која што вие ќе ги извадите вашите ставови, они ќе ги извадат нивните ставови. Јас сакам да намалам пенсијата и учествувам во процесот за да изнајдеме на решение. Тоа беше главната работа. Знаете од почеток дека мојата добра намера беше да дадам придонес и да помогам. Шо ви реков? На првиот состанок кога влеговте. Радост ми е што ја гледам оваа млада сила. Ова е земјоделието. Не ги подценувам останатите. Но, ние сме должни значи, ќе седнеме на заедничка маса и ќе разговараме. Треба со поединци од секое село да има по двојца, тројца. Вие ќе се определите. Може да имате служение и ќе се договорите. Тие деца се тука помлади. Тука се играат учениците се што треба. Да разговараме очи со вас и нека дојде и премиерот. Ние ќе Нека решиме. дојде да му кажем јас колку е 2 и 2. Ако не знаеш. Вака. Значи, можеме сега збориме за пиперката. Почнахме од све, сега не за пиперката. Вака сега. Ова, значи, што збориме зборно го збориме. Вие ќе се определете утре. Зашо мислите, кога ви служи? Последниот пат кажа 30 динара. До крај, до крај. Чекай, почекай. Значи, ја преговарам за цената. Ја не сум преработувач од преработувач. Ја ја преговарам за Ја и ви пати твоја, без бугарност, не бугарност. Без сила, нема. Исто и другите. Да не се враќаме на нас. Секоја неправилност, констатирање од страна на инспекторат. Главно дека ќе седнеме повторно на маса. И дозволете да ги ќе седнеме на маса со сите преработувачи. И асоцијација. И ќе разговараме повторно. Земјоделци, директни земјоделци, не производител. Значи ви велам, земјоделците производители и асоцијација на преработувачи. Таму се сите фирми што преработуваат. Откупувачите се спојот меѓу нив и вас. Тоа е. И ќе зборуваме за цена. Да видиме што каде грешиме. Значи не велам дека они се безгрешни. Јас сакам да ја добиете цената за која што преговаравме и разговаравме. Тоа е најважната работа. И ќе стојам овој процес со вас до крај. Тражиме дека до година ќе нема производство. Ние збориме, Видиш, ќе нема. Ама бај сега година ќе нема. Ти паш ќе нема. ќе нема. Значи, они и вас тебе почитате сугестии, вас тебе почитате. И вас има. И ви го ќе повеќе. И ти работа са. За сите нас, армамата ваша останала. Това е екстра класа, само е чушката пукна или има витна точка. И он пада на добрица, пада пукна на... Ти не знаеш ли да го касираш? Он намерно ти го взема хубавото овче. И Он го работи дома. Ама не ти дава да го работиш, защото он е паметен да вземе 20 динара. Они, може да каже, квалитета не е Вака, злоупотреба да видам. Овој проблем мора да го решаваме. И ќе го решаваме. Затоа сме денес. За да не ни се случи другата година пак да бидеме овде. Мора да бидеме Шине! Ние денеска на координација да видиме кај се што сме.
Кажете не пишат. Кажете вие. Що видеете Имаме инспектора. колкото тайна тайна. Всеко има визин. Трябва да има и явно. Dobro, čekaj. Žina! Имаше 6 луѓе. Zašto ne prezemaš merки? Има 6 луѓе што се тука меѓу вас инспектори. Koji Се će? верно на терен. Ajde, neka prezemaš merki. Ние сме ситната риба, а ситната риба на големата гаяза. Това не може да продължи. Ние не можем без вас. Ние без вас не можем. Ако вие сте мъже и законно ваши ръци, вие ке преземате место. И не го лъжайте министъру. Не го лъжайте. От и министъру ке падне от вас. От вас ке падне. Министерот никој не го лаже. Лажете го, ви го лажете. Министерот е рамо на рамо. Народ му се плаче тук. Министерот е рамо до рамо со мене. Денеска Защо го лажеш? Защо го лажеш? Истина да кажеш. Ама на бележката шо пише? На Цветан му кажах. Цветан, защо ги изголеми субвенциите на 4 динара? Ако нямаш плащане и не вика, и аз вика, им кажа, вика да не садат. Как ки ми кажеш ти на мене да не садат? А много ме гайли, вика на мене. Аз ги кажа да не садат Цветан. После от Цветан и сусите. От и тази влада си прави такова. От цялото е 20 дена. От цялото е 20 дена. Шо ви от цялото? Кажи сега нещо. От цялото е 20 дена. Знам и че министър не може да знае все. Инспекторията трябва да знае. Работе, господи. Имате 6 инспектори. Все е приятно, господи. Само ще инициирате. Ще не може да бъде инициирате. Айде сега. Немoj da laže, nemoj da laže. Evo da ga izgonam od doma. A ministar ne mora da zna. Inspektorat treba da zna. Никой не трябва да притиска. Каже да има магазин, а вие се задали да видите. Явете, пак и ви кажа. Как да трябва мутър да ви вземем пипер? Как се прием? Прием яйца да става мутър. Дай право, подипни. Не, министър ви много шай, министър ви много. Министър, начално иде на министър. А тук си има. Слушаме. Абе, подмите, да го видим човек. Що го видим човек? Човекът не е крив, лажето. Аз казах да го лажат. Вие го лажете, инспектората го лаже на министър. Само чекай, да се слуша. Не е работа тук, за да се обвинуваме. Работа е да найдем решения. Ако има било как манипулации, ние той ще ги проверим и ако ресерен министър ќе бараме отговорност. Не има отговорност. Ама министъра пред наши очи дава титул. Защо приявите? Ако има нерегуларност, ще напишете приява на лист до инспекторатът во Струмица. Вие приявувате. Доказът кой е картарната бележка. Ще те пријава. Да, пријава и излета инспекторите на терен. Пуштено е, господине министър. Сите зелкини се платени по 5 и по 10 динара по-малце. Оти не проверя, господино. Нема ли документи? Чекаме, има бележка. Сите. Како нема? Како нема? Треба да му даде него известување, анонимна, не знам едно друго, за да... Абе, анонимно, јас имам 5 пати пријавано.
и никој ништо. Аха, така. Звонихме од директор на Савич. На Савич од купувача му кажах така. Тука 45 динара зелката тајден. Он ми ја пише за 40 динара сака да ми ја плате. Ми звонам му. Дай вика, вземи си ја белешката да се подпишеш. Викам, јас не се подпишувам. Значи тоа го измислием од инспекторато, подпиши се. Не се подпишувам. И му звонам на Савич, директно. За Савич, викам така и така, јас на белешка не ја прифаќам. И он ми вика на мене, кој си ти? Точно, викам, јас сум кој? Јас сум тај и тај. Со име и преземе, јас сум тај и тај. И ништо. Прекинаваме го разговор. Не носите неке таму. А не носите. Сите белешки ми се... Знаеш колку сум краток? Краток сум за 5000 евра сум краток од зелката. 5000 евра, на кој да се жалам? Нека ќе проверат документите. 5000 евра ми фала. На кој да се жалам? Мислам дека темата е расплемена. Не е расплемена, таа е истата судбина. За и треба да бараме решение за цената во моментот. Вие тврдите дека не е како што треба, односно не се почитува. Еве сме тука, слушаме, констатираме и од овој момент натаму. Ја веќе ќе барам од наредните институции, односно од фирмите, информација, така и ќе ги викнеме на состанок. Борис, ајте молам, застани тука. Значи, цело време ја избегаваш ситуацијата. Ти дојде ке мене со подпис. Застани тука, не се повреди. Ајде. Дали си спремен да дојдеш со преработувачите, бидејќи ти го застапуваш дружинието, да седнеш да разговараш. Ние ќе бидеме покрај него. Вие ќе одберете, не можеме 100 луѓе да се соберат. Договорот кој беше некој до сега, што се почитил? Што ти има друг состанок? Пак е исти. Поканете на состанок. Јас ви кажах, губаме време, Абе време губаме. Башо земано. Нека покара потерница за тие човеци. А потом ќе правиме за наредно година Како ви беше? Ацо, Чичко Ацо. Ја на мојот сбор стојам 44 години. И ќе стојам. Не ги жали само тоа. И тебе нема да жалтен ден. Знам, и не ме ни жалат и сега. Знам. Господ ќе е тебе. Господ ќе е Значи, јас стојам на зборот и ќе ја тераме оваа. Кај сме застанале, констатираме дека не е во ред, еве го Борис, со него ќе се договориме кој ќе дојде тут кај вас и ќе седнеме на заедничка маса. Имајте во предвид дека е крај на август и дека при крај сезонот. Себе разбирам, ама ќе се такви. Мене ми гори и грозието, мене ми гори и оризот. Утре ме очекува во Прилеп за пиперката исто. Речунете дека го почне откупот таму за 4 дена почнува, уште поголеми проблеми има. Да бидеме реални. Значи ние сме мршнати, затоа сакам да најдам решение. Ама и јас сум како вас, човек од крв и месо. Значи ја ќе направам се во моја моќ за да помогнам на земјоделците. И сакам да верувате у мене. Министре, како ќе помогнете? Имате ли ви интервентен фонд? Имате ли некој фонд? Има. Ако имате фонд, 10 динара покријајте ми ги ти во 20 до 30 и да завршиме работа. И завршуваме. Само се знае што пари се разбија. Тие са помог. Сега да не навлегаме. Дај да видиме што ќе направиме со ово. Констатираме дека Ќе си ода пиперу вие додека да го средите. Констатираме дека пиперката не се откупува по договорените цени. Прв заклучок. Тоа од утре Министре, вие со нас ли сте? Со нас ли сте? От утре како ќе биде цената? Да, точно. Треба право. Треба. Сега от утре ќе се ода. Дали цената ја е определена? Дали цената ја е определена? И готово. Дали цената утре па да дојдеме тука, па исто ме тука. Дали ја е определена? Може да ви ја. Може. Чекаве министри, излезете, кажете, договорено е 30. И што се? Ако сте со нас, значи ако сте со нас. Ја вака. Ако не сте со нас, прва работа, реков цените. Второ, тука сме, со вас. И сите овие луѓе се тука со нас. Зашо? Зашо ви даваме? Па сега ви веруваме, имаме поверение и да видиме од утре што ќе биде. Значи, ја завлезем се. Кој не ода поправиде да ги... А на предлог на влада може да дадете и предлог 10 денари или... Ај вака едно риторичко прашање сега, извини, према вас. Хипотетично.
Утре инспекторът ќе констатира неправилности сите. Ќе ги затвориме сите парки. Не ги затворите. Ако не постъпват према договора, Чекай малко. Ние спориме да го наплатите трудот и да вземете пари за екзистенция. Значи това не е решение. Не е работа да ги затвориме. Они от другата страна ќе речат, а не давайте на земеделците да садат. Имахте ли такво отсвета? Ве молам да бидеме реални и објективни. Министър Парон да го садаме или да не го садаме? Треба и нема да садаме. Абе да не го садаме, що се сади?